Денеска започна процесот на имунизација или масовна имунизација во Велес. Како тече процесот? Почитувани медиуми, најпрво да се заблагодарам за вашето присуство. Во Велес започна да функционира пунктот за масовна имунизација. Процесот тече според очекувањата, без никакви проблеми и многу сум среќен што и Велес доби вакцинален пункт за масовна имунизација за граѓаните во Велес и општините кои што гравитираат околу Велес да можат да се вакцинираат во своето место на живење. Ви имате првите 1000 вакцини. Како ќе тече понатаму? Кои се инструкциите од Министерството, освен AstraZeneca?
Ќе добие ли Велес и друг вид на вакцини и кога? Да, добивме 1000 вакцини AstraZeneca. Денеска, во текот на денешниот ден, имаме 400 термини, кои што ќе ги вакцинираме со AstraZeneca. Во текот на утрешниот ден треба да добиеме и вакцина од производителот на Sinopharm. А колку вакцинации се има во текот на денот, од кој термин, некои технички елементи, колку луѓе се ангажирани, доктори, сестри? Во денешниот ден има 400 термини за вакцинација. Вакцинацијата започна во 10 часот и ќе трае до 16 часот попладне. Активиран е високо квалитетен медицински персонал од здравствениот дом од Велес, составен од 6 доктори и 8 медицински сестри. Тука се на помош и волонтерите на Црвениот крст и волонтерите од општината, администрацијата од општина Велес. Имавте вакцинален пункт кај вас во здравствен дом. Дали од денес тој функционира каде што се вршиша ревакцинација или пак сите пациенти доаѓаат тука? Да, од утре продолжува ревакцинацијата во здравствениот дом Велес со вакцината на кинескиот производител Sinopharm. И дневно има 90 термини за ревакцинација. Во зградата кај вас? Во зградата во здравствениот дом каде што се изведуваше и првата вакцина. Господине, една од причините зошто се инсистираше на тоа да се отвори поголем вакцинален пункт во Велес беше и заради, да речам, тешкотијата на граѓаните да одат во други градови да се имунизираат. Па сакаме да прашаме, бидејќи голем дел од граѓаните на Велес и околината се имунизираа во Кавадарци, например, или Штип, дали они ќе можат да се ревакцинираат сега во Велес? Во моментов правиме напори и разговараме со Министерство за здравство, меѓутоа се уште немаме потврда дека можеме ревакцинацијата да извршиме во Велес. Тук секој што се вакцинирал со прва доза на вакцина во вакцинален пункт во Кавадарци или во Штип, мора и ревакцината да биде во тој вакцинален пункт, поточно во Кавадарци или во Штип. Нема да има отстапки за тие граѓани? Во моментов немаме таква информација. Доколку има нешто. А дали вие сугерирате во таа насока нешто? Да, дали да, барате од Министерство за здравство? Апсолутно побаравме од Министерство за здравство. Се уште се разговара, се преговара, кога ќе имаме конечен одговор, тогаш ќе бидат благовремено известени граѓаните. Да ве прашаме колку вакцини од Sinopharm ќе бидат испорачени утре тука? И дали вие ќе го зголемувате бројот на термини за вакцинација? Од тие денеска само 400 граѓани. Дали ќе одите на некоја бројка од просечно 1000 луѓе, бидејќи има многу вакцинални места, имате капацитет тука сериозен, па дали ќе одите во насока на зголемување на тој број на апликација на вакцини на дневно ниво? Можеби и до 1000 например, како што е во други градови. Да, како што ќе ги добиваме вакцините, како ќе биде интересот за вакцинација, така и ќе ги зголемуваме термините. Со доставувањето на дозата на Sinopharm, секако и термините ќе бидат зголемени и очекуваме и овој вакцинален пункт го отворивме да имаме околу 1000 и над 1000 граѓани дневно што ќе се вакцинираат. Да, сега уште јас сакам да прашам дали со отварањето на овој пункт уствари веќе нема да се закажуваат термини за граѓаните од Велес и од околината во околните вакцинални пунктови. Дали со таа пракса ќе се прекине? Тоа да ни го објасните убаво. Да, со отворањето на овој пункт сите што ќе добијат термин за прва вакцинација ќе го добијат во Велес. Нема граѓаните од Велес да се вакцинираат во Кавадарци или во Штип или во Скопје. А освен од општина Велес, од кои други општини тука ќе гравитираат граѓани? Општина Градско, општина Чашка, општина Велес, Лозово и Лозово. Добро, почитувани представници на средствата за јавно информирање, ви благодарам за вашето присуство. Денес е важен ден за Велес, затоа што поаѓаме од поставка дека ништо не е поважно од здравјето на луѓето. Многу сум среќен затоа што како ретко кога бизнес заедницата пројави многу голем интерес. Заедно со нив вложивме многу труд, енергија и финансиски средства за да го опремиме овој пункт и сметам дека е еден од најдобрите во нашата земја. Би сакал и во иднина општествената одговорност на овие компании кои не помогнаа да ја следат и други компании во други случаи и поводи. Се изборивме да
и во Велес да биде отворен вакцинален пункт, но тоа не е доволно. И сакал да упатам јавна порака до министерот за здравство, господинот Венко Филипче и до владата и сите што се вклучени во овој процес, бидејќи ние заедно со нив сме слуги на граѓаните и сервис на граѓаните. Нема ништо поважно во овој момент од тоа да се избориме во Велес да се вакцинираат и граѓаните кои првата доза и граѓанките кои првата доза ја примиле во некои од околните градови, особено во Кавадарци, посебно затоа што се работи за повозрастни граѓани. Голем дел од нив имаат проблем како да обезбедат превозно средство, нивните деца се во странство, трошат по 1300 денари за да користат такси услуги до Велес. Мислам дека ние сме тука за да им заштедиме и пари, и време, и нерви, и затоа апелирам да направат максимални напори побитно во Велес да може да се вакцинираат сите граѓани и граѓанки кои првата доза ја примиле во другите градови. Исто така сметам дека на врвот на приоритетите треба да бидат ставени граѓанките и граѓаните од хронично ранливите категории, затоа што дел од нив се на помлада возраст, меѓутоа имаат некои болести кои ги прават да бидат ранливи доколку бидат инфицирани од COVID-19, тие да бидат ставени на приоритетната листа. Се надевам дека моите апели ќе дојдат до тие до кои упатив и дека ќе донесат соодветна одлука, бидејќи нашиот пункт го опремивме со 15 кабини. Очекувам во наредните денови да добиеме поголема количина на вакцини, за да можеме дневно да вакцинираме по 1500 како што се договаравме, а не само по 400 како што е сега најавено за првите 2 дена. И на крајот користам прилика да се заблагодарам на сите кои беа вклучени, особено на општествено одговорните компании, на директорката и вработените во средното стручно општество училиште Коле Неделковски, на волонтерите од Црвениот крст, на вработените и на директорот на здравствениот дом, на сите волонтери, представници на армијата, на Министерството за внатрешни работи, на вработените во општината, и за сите добронамерни граѓанки и граѓани кои се пријавија да волонтираат со цел да овозможиме услови во Велес непречено да се одвива вакцинирање.